покрај ова, Меѓународната федерација на новинари од црната статистика за претходната година извади позитивен просек. 2021 година со најмалку убиства на новинари, сметано од 1991 година до денес. Но според нив, бројката од 45 убиени новинари не значи напредок. Напротив, велат дека авторитарните лидери од земјите каде што убиствата и се најбројни, наоѓаат многу пософистицирани начини да ги замолчат новинарите. Широката слика пак брои убиени 1440 новинари ширум светот во последните 20 години. Колку точно основни човекови права се прекршуваат кога се во прашање медиумските работници? Како се остварува правото на безбедност и здравје при работа, кога животот ти виси на конец? Основна задача на новинарите е да ја почитуваат вистината и правото на јавноста да биде информирана согласно член 16 од нашиот устав. Според Законот за безбедност и здравје при работа, секој работодавач е должен да обезбеди не само безбедни, туку и достоинствени услови за работа на секој работник. Дали се такви условите за работа на новинарите, снимателите и фоторепортерите? Каква е ситуацијата на терен? Колку често го ризикуваат својот живот за да го исполнат правото на јавноста да биде информирана? Сигурна работа, овој пат помеѓу седмата сила. Горан Милковски е македонски спортски новинар и коментатор. Новинарската кариера ја почнува во македонската телевизија во далечната 1990 година. Од тогаш до денес, многу спортски настани за историја, но едно спортско коментирање во Дебар, според Милковски, лоша судбина. Според законот пак, несреќа при работа. 1990 година почнуваш како хонорарец во македонската радиотелевизија. 1991 година те праќаат на службено патување во Дебар. И во тој период се наоѓаш во автомобил со твои колеги од македонската радиотелевизија. Се случува сообраќајна незгода. Во таа сообраќајна незгода има две жртви. Ти поминуваш со многу тешки телесни повреди. Што се случи? На што се сеќаваш ти од тие моменти? Се сеќавам скоро на се, као да беше вчера. Иако има временска дистанца, 29 години календарски, речиси 29 во ноември. Никога што не ме напуштил и нема да ме напушти. Не знам колку ќе бидам на овој свет, меѓутоа тоа не се заборава. Тоа се оние силни чувства кои што ги имаш и кои што стануваат дел од твојот живот. Мене буквално ми го смени животот, на што се сеќавам. Се сеќавам дека бевме да ја одработиме таа задача која што ни беше дадена. Ја одработивме и се сеќавам дека бевме многу близко до Скопје, меѓу Тетово Скопје на тој стар пат, близу Грубчин. И како викаат, бум, трас, веќе не се сеќаваш ништо. Се сеќаваш само на некои свесни или подсвесни моменти. Неколку часа потоа се будиш во болница, гледаш дека нешто се случило, нормално ништо не ти е јасно. Операции, две во истата вечер, другиот ден се будам и сосема почнува едно ново погледање во животот. Бевме заморни сите, бевме во Дебар, па во Маврово, па се враќавме и така натаму. Знам само дека едно возило пристигнавме, можеби минута-две пред тоа. Луѓето од тоа возило, една моја драга пријателка која после ме посетуваше долго време, успеале да не излечат, успеале да не транспортираат со помош на други возила до војна, од војна болница во државна болница. И друго, се сеќавам како во магла, нормално, тоа е свесно, подсвесно и така натаму, како некои извици, нормално луѓе, паника, се случило нешто страшно. Затоа што се работеше за директен судар. За жал, двајцата шофери ги нема од таа случка и јас не бев воопшто во сјајна ситуација. Се сеќавам дека во војна болница, како да сум бил во полусвесна состојба кога слушнав некој од медицинските лица рекоа овие двајца, мене и уште еден, шоферот кој што потоцна почина, не се разбуди, носете ги во државна и така се готови. Тоа го слушнав. И сум го слушнал и понатака кога сум го анализирал, мислам, како враќање оној фидбек назад. За жал тој не се разбуди. После 15 дена од кома и почина. Друго, првото што го видов во државна болница, ликовите на мајка ми и сестра ми кои што ги видов, не би сакал никој што ги видам така.
И единственото нешто што го помислив, мене нешто ми се случило, веројатно нешто страшно. Нормално не знаеш. И само се помолив да, ако можам да преживеам и да бидам нормален, да не ги гледам вакви. И тие да не ме гледат ваков. Горан Милковски од оваа сообраќајна несреќа излегол со тешки телесни повреди и трауми за цел живот. Силното физичко тело и желбата да остане со чиста мисла и исправен пред предизвиците му помогнале да продолжи да ја раскажува својата новинарско-спортска приказна, чиј почеток бил непосредно пред сообраќајната незгода. И тоа е неговата привилегија, среќа во несреќа или судбина, да ја избегне црната статистика од македонските патишта. Тоа се времења кога се темелува независна Македонија. Законите според кои што функционираме тогаш носат префикс СФРЈ. Еден од нив е Законот за безбедност и здравје при работа. Содржината може би различна, но суштината иста како и на онаа на денешниот. Безбедноста и здравјето на работникот во случајов новинарот. Таа 1991 година работното место на Горан било на терен. Може би биле времиња кога не потпишувале бланко откази, но биле и времиња кога ретко кој водел сметка за безбедноста и здравието на медиумските работници. Милковски денес физички е здрав и жив, но никогаш нема да ги заборави секундите кои што му го променија животот. Законите нови, состојбата слична. Се бројат на рака медиумите во кои што законски се остваруваат сите права на новинарите. Неосигурани, небезбедни и со години хонорарци. Известуваа од војна 2001-та, од Арачиново и Танушевци, од пожарите во Кочани и поплавите во Стајковци. Со само неколку пара гумени чизми, без панцири и шлемови, пара вистини. Но на веб страницата на самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници и ден денес, во 2022 година, најчесто поставувани прашања се поврзани со регулирањето на работните односи. Новинарите во Македонија, водејќи борба за достојни услови за работа, забраваат на своето здравје, но и на својата безбедност. Тие се во првите редови, при пожари, протести, војни конфликти, пандемија, заедно со лекарите, војниците, пожарникарите, нивното височество, новинарите, снимателите и фоторепортерите, никогаш и пред сите останати, но сте се запрашале ли колку тие се чувствуваат безбедно додека информираат од местото на настанот. Фрапантни 2/3 од медиумските работници се неосигурани во случај на повреда на работно место, покажале резултатите спроведени од самостојниот синдикат за новинари и медиумски работници. Зошто е тоа така и до кога така? Одговори во следните минути. Новинарите и медиумските работници се наоѓаат во исклучително неповолна социјекономска положба и половина од нив размислуваат да ја напуштат професијата. Новинарите и медиумските работници својата професија доживуваат како ризична и стресна, а дополнителен висок ризик во нивната работа си психолошкиот замор. Потребни се засилени активности на медиумите за подобрување на социјекономската положба на новинарите и на медиумските работници, во форма на различни социјални мерки, бенефиции, осигурување од ризик, како и фондови за подобрување на стандардот на вработените во медиумите. Особено важно е да се засили поддршката за безбедноста на вработените во медиумите. Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници ги обединува новинарите и медиумските работници со цел заштита на правата на новинарите, слобода на говорот и слобода на медиумите. Самостојниот синдикат за новинари и медиумски работници треба да ги штити професионалните и работничките права и секако да се бори за подобрување на условите на работа. Во оваа смисла, каква е генерално актуелната состојба во оваа професија? Па јас би дал една оценка, ќе речам загрижувачка, бидејќи премалку ќе видам јасно да го кажеме лоша или добра. Зашто велам загрижувачка? Затоа што мора да се гледаат работите од дуален аспект, нели, или од постојано од спротивставеност, затоа што во овој систем, во оваа индустрија сме ние, медиумските работниците и работодавците. Така што ако се земе во оглед на пандемијата која трае повеќе од 2 години, а со тоа и намаленото количество на пари од кои доаѓаат од маркетинг со кои се финансираат приватните медиуми, затоа велам приватните медиуми ги исклучувам на националната МТВ и Македонската информативна агенција, така што се огледа дека тој колач е многу намален, доаѓаме до една ситуација да нема нови вработувања во нашата професија, затоа велам загрижувачка, а оние кои сме веќе внатре, не се соочуваме со, не добиваме повеќување на платите, платите се фиксни, останати се такви какви што се, иако стандардот, животниот стандард поскапува, така што велам, кога велам загрижувачка, мислам на нешто што дополнително ќе се влошува,
трае и ќе се влошува. Да, дури и А то анкетата предолго која ја трае. спроведовте, јас забележав дека на 10% од новинарите и медиумските работници во време на пандемија им била дури до 30% скратена платата, месечната плата, дури и такви информации имате. Точно така, ние работиме на длабински анализи, си сондираме нашата индустрија и доаѓаме за жал веќе втора година поред до фрапантни бројки, забелешки. А тоа е ете, во изминатата година сме немале ниту едно ново вработување, значи не е отворено ниту едно ново работно место. Пак се навраќам на мојата констатација, велам загрижувачка е состојбата, ала на 10% од вработените платата им отишла и до 30% подолу. Визавис од тоа дека немаме ниту едно покачување. Така што сега сме во една статус-кво состојба, каде што немаме нови вработувања, тоа е многу болно за нас, се отварат нови работни места, нашата професија повеќе не е допадлива, никој не сака да партиципира во неа. Од друга страна, тие што се веќе внатре во индустријата, сакаат да се заминат и затоа велам индуктивно ќе се вратам пак назад, дури 60% од присутните во професијата сакаат да напуштат, говорат нашите истражувања, односно анализите од спроведената анкета. Да, стара пракса е работодавците долго време да ги држат новинарите како хонорарци и покрај тоа што немаат работен стаж, не се ни здравствено осигурани, а ги сносат истите ризици како и редовно вработените. Дали синдикатот тука може да реагира? Синдикатот пред се работи многу со своите членови, но и оние кои не се, за да ги анимираме и да бидат дел од ова семејство. Бидејќи само преку принципот на солидарност и сите на едно место можеме нешто да промениме. Но за да можеме нешто да промениме во однос на легислативата, да имаме поквалитетни законски решенија, прво треба да се промениме ние сами. Ние постојано укажуваме, ја пак ја користам ова прилика. Не прифаќате, колеги, договори, хонорарни договори на дело. Ова важи за секој. Затоа што кога тој договор ќе заврши и да е на определено 3 месеци, ние повеќе немаме алатка во законот за да можеме да ја превенираме таа состојба или како да кажеме најпластично да го спасиме работникот да остане на неговото и да го спасиме неговото работно место. Затоа адресирам до самите наши колеги да не ги прифаќаат хонорарните договори. Чисто велам се измамени, бидејќи кога се нудат хонорарни договори, се нуди некоја привидна слобода. Да, ти ќе можеш да работиш и на друго место. Не, имајте едно добро работно место каде што ќе бидете осигурани, каде што ќе ви тече пензискиот стаж и каде што ќе и нормално имате и здравствено, ќе бидете покриени буквално и ќе подлежите на сите членови од законот за работни односи, каде што потоа дали во некоја дисциплинска постапка или при постапка на отказ, синдикатот има право по законот за медијација доколку тоа. Да, тоа и сакам да прашам, синдикатот нуди правна помош, но дали никогаш се јавил во некој спор како медијатор? Да, ние постојано работиме, интензивно работиме во такви случаи и добро е што синдикатот се добива она базична негова функција, а тоа е да нуди решенија, да работи на медијации, а не да води индивидуални битки. Затоа што во едни други времења синдикатот се доживуваше како алатко оружје за пресметка со работодавецот. Не воопшто. Тоа е депласирана теза. Значи ние сме партнери. Ние сме партнери на работникот и на работодавецот. Ние стоиме на средина, каде што правиме медијација, олеснување, доколку и да е состојба на отказ, ние решаваме и такви постапки. Меѓутоа вадиме максимум од отказот. Дали е тоа нека отпремнина од неколку плати, висина на неколку плати, дали формата на отказот е многу важна за понатака работникот да може да си ги оствари своите права пред фондот пред агенцијата за вработување, каде што државата му следат 3, 4, 5, 6 дополнителни плати додека се трансферира на друго работно место и така, но ние водиме надвор од тие индивидуални поединец работодавач процеси и учествуваме како медијација, ние се занимаваме и со сериозни колективни проблеми, каде што немаме неисплатени плати, каде што е потребно да се имплементира колективен договор. Сега работиме на колективните договори, тоа се најсериозните и најважните за нас подзаконски правни акти со
силина на закон. Имаме неколку драфта и треба во наредниот период се обврзавме дека ќе потпишеме со некои од приватните национални телевизии, каде што ќе буквално ќе уредиме онака како во наша полза на новинарите и на медиумските работници. Во земјава имавме воен конфликт, имало пожари, поплави, сега се соочуваме нели со светска пандемија која секако и Македонија ја погоди. Ме интересира оној психолошкиот момент, затоа што веројатно влијае и врз менталното здравје на новинарите и медиумските работници. Вие спроведовте анкета, што вели вашата анкета, колку од новинарите и медиумските работници се соочуваа со страв, замор, стрес, анксиозност? Точно така. Околу 60% од испитаниците, односно нашите колеги од вкупни 350 колку што ги лоциравме, мислам, беа предмет на анализата, се изјасниле дека тешко минале низ оваа криза со пандемијата, особено во последните 2 години. И во малку повеќе ќе навлезам подробности на што се должат тие, како да речем, пошли заклучоци, анксиозност, замор, страв, стрес, бидејќи повеќе од 2 години се наметна работењето од канцеларија. Да, апсолутно. Комбинирано. Дома, работа, и тоа сигурно имало некакво влијание. Огромно влијание имаше тоа, Да. затоа што пред се, тука се наметна и еден термин странцизам, јас велам мултитаскинг, или тоа е, да преведам на јазикот на ССН, тоа е експлоатација на работникот. Кога еден вработен се соочуваше со повеќе работни позиции. Сам треба да најде информацијата, сам во случај на телевизиско работење да монтира, сам да се снима на Zoom, сам да организира Skype и сето тоа изискува толку многу енергија, труд, дополнителен труд, што се заморат. Да. Така што не можам да речам стравот, јас ќе велам дека повеќе фокусот во анализата треба да се стави на заморот и стоштеноста, отколку на стравот и анксиозноста, но и стравот беше присутен, бидејќи ние добивавме сигнали однатре дека може да стопанството да кракира, економијата да бележи огромен пат и буквално собствениците на мебими да се откажат од овој Зато велам страв, можеби да го изгубат работното место. Работното место и ние ги добивавме тие сигнали. Но за среќа ја пребродуваме и се уште не сме не сме исправени пред тие катастрофални последици. Се надевам ќе успееме и тоа да го превенираме. Претпоставувам дека соработувате со инспекторатот за труд. Во кој сегмент се однесува таа соработка? Точно така. Значи нас инспекторатот за труд не е партнер во работата, бидејќи го делим истиот закон, тој е законот за работни односи, од каде што ние влечеме нашата сила и нашите права и одговорности. Така што со инспекторатот за труд во неколку наврати имавме соработка каде што моравме да укажеме на одредени кршења на членови од законот за работни односи и имаше слух. Инспекторатот за труд интервенираше, променети се законските одредби, за среќа не се сочуваат веднаш со казни работодавците, туку добиваат решение во кое имаат рок да ги отстранат промедените забелешки, така што тоа се успешни приказни со инспекторат. Така, во анкетата која спроведе самостојниот синдикат за новинари и медиумски работници, истражувавте и колку од новинарите и медиумските работници, доколку имаат можност, веднаш бија напуштиле професијата. Што велат резултатите? Јас кисело се смеам, бидејќи втора година поред ја добивам истата бројка. 60% од вработените во нашата индустрија, велам индустрија, затоа што ги опфаќаме сите медиумски работници, сакаат да ја напуштат веднаш чим добијат друга прилика. И тоа се многу поразителни факти, бидејќи од друга страна пак имаме бројки кои говорат дека воопшто ние не едуцираме нов кадар кој треба да го замени постоечкиот, по принцип на одиме во пензија, така што од една страна присутните сакаат да се заменат, не создаваме нов кадар, не е повеќе оваа професија допадлива, не анимираме млади идни новинари, медиумски работници. И така што ако ги споредиме овие две бројки,
треба веднаш да заклучиме дека нашата професија е во изумирање. Но не смееме да се предадеме, не сме од тука да доаѓаат тие сигнали. Така што правиме напори и анимираме младите, им даваме простор, шанса, дека оваа професија сепак на крајот од денот е благородна и дека не е се во паричниот надоместок, но тоа треба да е уредено. Каков и да е, треба да е уреден со закон и да се почитува. Ако е дневница празнична, треба да биде празнична дневница и тоа не треба да биде повеќе избор на работодавецот, туку еднаш за секогаш да сватиме да биде правило. Тоа е правило кое мора да се почитува и се сносат казни ако не се почитува. Новинарите трпат притисоци од различна природа, но дали синдикатот се соочил со закани притисоци? Видете, знаете како, можеби на прв момент, во прв момент работодавците не го доживуваат синдикатот како толку сериозен, за нив е како нека организација повеќе на релација со невладините. Меѓутоа, кога ние добро ќе објасниме дека ние нашата сила и нашите права и обврски ги црпиме од Законот за работни односи, каде што сме пропишани во глава синдикати, им станува малку појасно и така почнуваат да не восприемаат, да не прифаќаат, се губи таа амбивалентност и почнуваме да соработуваме и некој често наидуваме на некој чекор, ајде што сакате вие сега тука што ќе правите, како некој чувствуваат некој страф од нас. Меѓутоа после кога ќе навлеземе во процесот на комуникација, медиација, не доживуваат поинаку дека ние сме партнер и дека сме тука да ги штитиме работниците. Да сублимираме. Ако дури 70% од медиумските работници кои известуваат од кризни ситуации немаат осигурување во случај на повреда, ако на 61% кризните ситуации им влијаат врз менталното здравје, ако дури на 10% од медиумските работници им е намалена 30% плата во услови на пандемија, тогаш многу е нормално дека дури 60% од медиумските работници, доколку имаат можност, веднаш би ја промениле професијата. Приказната од Сдруженијето на новинари е ехо на синдикалната. Ниски плати, работа без договори, цензура, притисоци. Физичките напади врз новинарите, небезбедните услови за работа, ризиците од професионални заболувања, излегуваат на површина само кога ситуацијата е критична, во војна, при природна непогода и во светска пандемија. Основано пред 74 години, Сдруженијето на медиумите на Македонија е независно, самостојно, невладино и непартиско здружение, чија цел е да биде промотор и заштитник на професионалните стандарди и на слободата на изразување. ЗНМ се стреми кон зголемување на новинарската солидарност и заедништво, како и кон подигање на професионалното ниво и етичките норми на новинарите во земјава. Колку новинари во Македонија се редовно вработени и имаат здравствена заштита? Со какви проблеми и притисоци се соочуваат, но и дали е загрозено слободното новинарство, разговаравме со председателот на ЗНМ, Младен Чадиковски. Вие како Сдружение на новинари, дали имате податоци колку новинари се редовно вработени и имаат здравствена заштита? Во нашата база нема конкретна точна бројка на податоци за колку се од нив редовно вработени, а колку не се. Меѓутоа, според оние податоци со кои ние што располагаме и ги земаме странично преку нашите бази на податоци, во Македонија има медиумски работници околу 3000, кои што на некој начин се во сите овие наши бази на податоци. Новинари се околу 1000 од нив, при што членови на ЗНМ се гравитираат околу 800 до 900 луѓе најчесто во делот на новинарскиот кадар и голем дел од овие новинари вработени се пријавени, бидејќи еден огромен дел од нив отпаѓаат, односно се во традиционалните медиуми, како што се телевизиите, радијата, весниците, значи во печатот, и најголем дел од тие што работат во телевизиите и во радијата и весниците се вработени, меѓутоа има и бројка на хонорарци за кои што од различни причини, дали обавуваат повремени дејности, дали некаде медиумот не е во состојба да ги вработи, дали некаде они од нивни причини не сакаат, не се вработени. Меѓутоа, уште малку полоша е состојбата во онлайн медиумите, каде што не голем дел од новинарите кои што работат во онлайн медиумите се
вработени со придонеси и ова е една ситуација на која што сите ние треба да работиме за да се исправа во наредниот период. Колку нарушеното здравје на новинарот е последица на условите на работното место? Имате ли такви податоци? Во последнава пандемија што ни се случи, значи ние повеќе можевме да се запознаеме одблиску со тоа како и зошто новинарите се соочуваат со проблеми од аспект на здравјето на работното место. И како Сдружение на новинари направивме неколку акции. Првата беше уште кога се појави пандемијата, кога беа истестирани една огромна бројка од 700-800 луѓе. И тогаш првичните показатели покажаа дека околу 10% од нив уште во тоа време имале или имаат контакт со вирусот. Најчесто тоа се случува на работното место при обавувањето на нивните работи и активности. И токму заради тоа сметам дека да, постојат елементи и ситуации во кои што новинарот се соочува со проблеми од аспект на здравствената заштита и на работното место и заради тоа донесовме и протоколи и препораки за начинот на однесување и за работодавците, и за новинарите, и за другите медиумски работници кога се на работно место и кога ги извршуваат своите работни задачи. Но исто така она што не се гледа секојдневно, а што не е поврзано со пандемијата е дека новинарите, новинарките честопати се подложни и на други афективни состојби врз нивното здравје, може да се бидат и од психолошка или психичка природа, па токму поради тоа ние често пати и сега има тековни процеси во кои што даваме бесплатна психичка помош за оние новинари што заради одредени проблеми во работата може да се соочат со одредени ситуации и проблеми. Го смени принципот на работа, комбинирано од канцеларија, нели, одење на терен. Посебно што тоа е проблем и тоа е проблем на кој што треба да се навикнуваме, да создаваме нови навики и сето тоа создава еден комплекс на ситуации кај новинарот на кои што треба да се навикнува. Така што ние ги правиме овие работи, постојано работиме со новинарите во таа насока за да ги ја олесниме работата. Кои се најчестите проблеми со кои се соочува новинарот денес и дали Сдруженијето на новинари може да влие врз подобрувањето на условите кога е слободата на изразување во прашање? Ние често и многу комуницираме со новинарите на сите нивоа, и со локалните и регионалните медиуми, и со оние што се во Скопје, и можам да кажам дека проблемите им се заеднички, но некаде се поизразени. Например, кај новинарите и новинарките што работат во локалните и регионалните медиуми, главен проблем или голем проблем се примањата, платите, придонесите, она што го зборувавме, и кај нив постои, се забележува едно повисоко ниво на проблематичност во делот на остварувањето на тие месечни лични примања и приходи. Зашто? Затоа што медиумите од локален и регионален контекст се во послаба финансиска кондиција од што се оние на централно ниво. Кај оние на централно ниво пак исто така може да се забележи дека и покрај тоа што некои од нив имаат солидни приходи, сепак новинарите не се задоволни од платите и од она што го остваруваат како месечен надоместок. Тоа е еден од главните проблеми, меѓутоа постојат и други проблеми и ситуации кои што се однесуваат на постоење на одреден тип на цензура или автоцензура во одредени медиуми или создавање на креирање на атмосфера во која што уредувачката политика се става над нивото на слободата на слободното изразување, така што овие се едни од клучните, да речам, главни предизвици што ни стојат за решавање, меѓутоа не е лесно, зашто македонскиот пазар на медиуми е мал пазар. Значи, рекламниот колач е мал, го делат многу медиуми, 120 на локални, регионални и национални радија и телевизии обстојуваат на македонскиот пазар, плюс околу 300 до 400 портали што сакаат да бидат дел од медиумскиот колач, и во една таква ситуација имаме медиуми кои што декларативно се независни, но во основа во многу зависат од финансирањето, односно од одредени центри на моќ. Дали се тоа политички партии, влада, дали се поединечни бизнис центри на моќ,
Меѓутоа, сите тие создаваат една клима во која што ние не можеме да кажеме дека новинарството е целосно слободно. Пред се заради тоа што нема целосна финансиска независност на медиумите. Една од главните цели на Сдруженијето е пред се заштита на правата и слободите на новинарот, заштита на неговиот углед и воопшто на новинарската професија. Меѓутоа, реално сме сведоци дека новинарите се изложени на закани, притисоци од различен тип и од различни попуди и причини. Ми интересира дали Сдруженијето тука реагира и дали реагира доколку новинарот тоа го побара или самото Сдружение реагира на ваквите ситуации? Секогаш реагираме на вакви ситуации. Значи, основата на новинарската слобода се состои во безбедноста на новинарот и на новинарите и новинарките, бидејќи тоа е најважно за да може да остваруваат понатаму новинарски прикази во кои ќе бидат слободни и независни. Бидејќи ако ви е загрозена физичката слобода, тоа често пати води кон ефект на ладење, односно самоцензура, цензура и друг тип на ограничувачки елементи. Затоа се обидуваме, не се обидуваме, секогаш реагираме при вакви ситуации. Не само што реагираме, пружаме и бесплатна правна помош, реагираме и во име на новинарите, и како ЗНМ, и кон Министерството за внатрешни работи, и кон јавното обвинителство, и кон судовите, во насока да бидат заштитени новинарите и да бидат казнувани насилниците и напаѓачите. Може да се тоа и Facebook закани, може да се закани и други на социјални мрежи, меѓутоа може да се и физички закани или напади кои што навистина влијаат лошо врз слободата на изразување. А ако слободата на изразување ја немаме, тогаш целиот јавен интерес паѓа во вода и граѓаните не го добиваат она за што ние сме платени нив да ги известуваме. Ние сме практично платени да им служиме на граѓаните, меѓутоа во такви услови немаме доволно достоинствена атмосфера за работа. Затоа реагираме многу и често, меѓутоа не сме секогаш задоволни од тоа како институциите реагираат при овие напади и при овие закани врз новинарите и забележуваме дека постои различен аршин. Кога политичар ќе биде нападнат или ќе му биде упатена закана, веднаш реагираат и МВР, и обвинителството, и судовите, и можат и да го уапсат или приведат тој што тоа го прави, а кога новинар тоа го прави, некако реакциите се или спори, или ги нема. Затоа мислиме дека има многу работа на тој триаголник МВР, обвинителство, судови, за да дојдеме до ситуација во која што ќе кажеме дека сме задоволни. Едно од тие работи што ги сработивме заедно со ССНМ и Министерство за правда, измените во кривичниот законник со кој што напад врз новинар ќе биде сметан како напад врз службено лице. Да. Велите нудите правна помош, ме интересира дали некој од овие случаи има позитивна разрешница. Има. Меѓутоа повторно ќе речам, не сме задоволни од степенот на колку од овие случаи имаат позитивна разрешница. Во минатата година од 14 случаи, еден случај имаше комплетна позитивна судска разрешница, при што имавме и насилник кој што беше осуден на затворска казна. И тоа е добро. Меѓутоа, во останатите случаи, велам, во делот на Министерството за внатрешни работи, најчесто сега има постапување, меѓутоа работата заглавува кај обвинителството и кај судовите и токму заради тоа побаравме и од обвинителството да се формира специјално оделение во кое што ќе биде одговорно токму за овие напади и настани, за да не ни се случуваат тие наши пријави или пријави на нашите колеги да завршуваат во нечии фиоки и да фаќаат прашина. Медиумската работа на глобално ниво се покажала како една од најстресните професии, покажале истражувањата кои земаат во обзир неколку фактори на стрес, меѓу кои роковите за извршување на работата и интеракцијата со голема публика. Една студија направена во Франција покажала дека еден од тројца новинари сака да даде отказ. Преку 60% од новинарите одговориле дека работат повеќе од 8 часа дневно, а 20% дека работат повеќе од 10 часа дневно. Кога на тоа ќе се додаде фактот дека половина од испитаниците одговориле дека работат за викенд, не чуди фактот дека ти имаат чувство дека немаат доволно време за одмор. На Балканот, новинарите покрај тоа што се соочуваат со прековременна работа и стрес на работното место, дополнително
Тие се соочуваат и со несигурноста на работата и политичките притисоци кои доведуваат до цензура. Здруженијето на новинари на Македонија и самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници во моментов работат на заеднички проект Безбедни медиумски работници за квалитетно новинарство во Македонија. Главната цел на овој проект е медиумските здруженија и синдикатот да станат влијателни актери во општеството во поглед на напредокот на слободата на новинарите и нивната безбедност. Снежана Лупевска-Созен е веројатно името кое што е синоним за ризична новинарска работа. Воени конфликти, протести, наркодилери, корумпирани бизнисмени и политичари се областа во која што действува Лупевска. Денес од позиција уредник и директор на Телма, поинаку гледа на работата кога е во прашање здравјето и безбедноста на нејзините новинари, репортери и сниматели. Факт е дека професијата е со калкулиран ризик. Кога сме се нафатили ова да го работиме, свесни сме дека можеме да се најдеме во сред толпа, може да се најдеме и во пукање, некаде и напади, можеме да се најдеме и на некоја маса од народ кај што не сме баш омилени и слично, и тој ризик ние го имаме во предвид. Меѓутоа, конфликтот во 2001 година беше место каде што имам доживеено најголем ризик, затоа што секојдневно покривавме настани во кои што имаше пукотници. Имавме буквално ситуации каде што неколку пати имаме легнувано на подот за да не погодат куршумите, сме носеле панцири, шлемови и се што треба. Тогаш прв пат свативме дека во Македонија премногу ризично се однесуваме, за разлика од нашите колеги од странство кои што секогаш беа со панцир, шлем и со целата опрема. Ние тогаш дознавме дека постои нешто такво и дека тоа треба да го облечеме. Исто така сум се нашла во многу демонстрации и протести каде што сум голтала созавец, меѓутоа и тоа е свесно превземен ризик. Најлошо е кога не го предвидуваш ризикот, а нешто ќе тргне наопаку. Сме имали и такви ситуации пред собранието. Сум имала ситуација кога со пиштол на маса ми дошол човек затоа што сум објавила дека произведува дрога. Тоа е некој непресметен ризик, не очекуваш дека за еден емитуван прилог некој ќе ти дојде во телевизија со пиштол и ќе го впери во тебе. Оваа професија носи ризици, затоа ние сите треба да бидеме свесни за нив, да се заштитиме и што е можно и како работодавци, тоа да го имаат во предвид, меѓутоа и сите новинарски здруженија, синдикати треба да се погрижат за едукација и за се она што е потребно новинарите да се заштитат од такви ризици. Денес кога си на позиција да можеш и да ги носиш таквите политики, што како Телма како работодавач, што превзема во правец на заштита на своите вработени? Телма телевизија, согласно Законот за безбедност при работа и сите оние мерки што треба да се превземат, има склучено договор со фирма која што тука вршеше обуки на сите, буквално сите вработени во однос на заштитата при работа. Исто така ние се грижиме за безбедноста и сето она што е пропишано во законот и да го обезбедиме. Всушност и во договорите за работа се пропишани некои нормативи кои што му гарантираат на работникот или даваат обврска кон директорот кои работи треба да бидат превземени. Она што е многу битно е како ќе ги едуцираме новинарите. Секој што оди на терен, каже што е ризично, мора да му се објасни кај оди, да биде свесен за тоа, да не го ставаме во ризик без потреба. Наша работа и на уредниците е тоа, да ги заштитиме своите вработени. Доколку го праќаме на опасен терен, да му објасниме на колкава далечина може да се снима. Доколку оди во терен каде што е можно да има некакви напади, да им објасниме каде треба да застанат. 27 април беше ситуација каде што нашите новинари и екипи беа на некој начин напаѓани, беа бркани по улиците, бегаа практично од толпа народ и се заштитуваа на некаков начин. Имавме среќа што не дојде до некој поголем напад, меѓутоа имаше ситуации каде што иако се свесни дека може тоа да се случи, сепак некогаш не можам се уште да поверувам дека може толку да биде некој разгневен и да сака да го удри новинарот и снимателот или да им ја скрши опремата. За жал, после толку години, јас сум веќе 30 години можеби во новинарството, се уште ние имаме такви моменти. И ден денес го правиш, што отвараш прашања кои што многу луѓе не сакаат да бидат отворени. Неколку од твоите емисии се однесуваат точно на здравјето и безбедноста на работниците при работа. Видовме дека се соочуваш со големи притисоци од страна на работодавачите. Како се издржуваат тие притисоци? Како на крај ја носиш приказката и излегуваш на крај со работодавачот кој што прави се што може за да ја сокрие таа приказка? Факт е дека постојат за жал и такви работодавачи во Македонија каде што се појавил ковид и не сакале ниту да информираат или да предупредат.
Меѓутоа, наше е да информираме, соработуваме со невладини организации кои што постојано кажуваат дека мора да се применуваат мерките за заштита при работа. Дури имаше и оној формулар што беше подготвен од Сдруженијето, каде што можеше и да се види кои работници ќе бидат ставени во ризик, кои што по мене требаше секоја работна организација да го примени, за да знае како да постапува и кој има приоритет при вакцинирањето. Нема притисоци големи на КОТ, затоа што ние сме емисија која што не подклекнува на некои такви притисоци, особено кога сме во право и кога сме на страната на законот и тоа го укажуваме. Наше е да кажеме и јавноста да биде информирана. Меѓутоа ќе кажам, секој работодавец треба да биде свесен за последиците кои што ќе бидат и на вработените на нивното здравје и на фирмата и на незината работа, доколку не се почитуваат мерките. За крај, како според тебе изгледаат идеални услови за работа за еден новинар? Нема идеални услови за работа на новинар никаде во светот, ни тука и нас. Јас сум работела за странски светски организации. Сме одела заедно на терен и со BBC, и со CNN, и со New York Times и сите го носевме истиот ризик. Тие имаа подобри джипови, подобри можеби панцери и шлемови во тоа време. Можеби имаа повеќе пари за да најдат известувачи кои ќе им помагаат локални во однос на приказната безбедност, односно ризикот, сите го носиме подеднакво. Мислам дека некогаш имаме среќа и сме го зачувале животот и здравјето заради некои околности, меѓутоа за мене нема идеални услови за работа на новина, таква е професијата. Идеални услови можеби нема, но ако барем половина од вкупно 120 традиционални медиуми регистрирани во Македонија, кои имплементираат законот за безбедност и здравје при работа, новинарите, снимателите и фоторепортерите во своите дневни борби ќе одат безбедни и заштитени. Ако новинарот е спречен да дојде до бараната информација, има право за тоа да информира јавноста. Има апсолутно право и да одбие работа доколку истата не му гарантира безбедност и здравје при работа. Но колку често приказната е поважна. Се додека истата има среќен крај, секој новинарски ризичен чекор апсолутно вреди.